На лицата со попреченост кои се над 18 години ќе им помагаат персонализирани асистенти во извршувањето на секојдневните лични и домашни активности, при посета на образовни институции, во професионалната рехабилитација, помош околу лекови, одржување на личната хигиена или поддршка на работното место. 92 персонализирани асистенти ја завршија обуката организирана во соработка со Црвениот крст на Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија, а денеска им беа доделени сертификатите. Персонализираните асистенти ќе имаат 80 работни часа во текот на месецот, тоа значи дека ќе поминуваат 4 часа во текот на денот во придружба на лицето со попреченост. Целта на овој пилот проект е да им се овозможи на лицата со попреченост да бидат што поактивни во секојдневниот живот. Програмата се спроведува во Битола, Струга, Куманово, Неготино, Гостивар, Струмица и Скопје, а услугата е понудена на сите лица со попреченост кои аплицирале. Сите лица кои што аплицирале, заради тоа што има можност лицата со попреченост да аплицираат за персонални асистенти, ќе добијат услуга. Значи сите ќе се обслужат со овие 92. Но сметам дека ова се првите чекори за стекнување на доверба помеѓу персоналните асистенти и лицата со попреченост во државата и дека тогаш ќе се зголеми бројот и побарувањето за персонални асистенти. Но токму затоа ние сме во тек на подготовка на нов оперативен план, ќе видите во 2019 година каде што ќе продолжиме со континуирана едукација на повеќе персонални асистенти. Станува збор за целосно нова професија која се воведува во Македонија, со која обучените персонални асистенти ќе им овозможат се што им е потребно на лицата со телесна попреченост со цел да бидат поконкурентни на пазарот на труд и ќе им го олеснат нивното секојдневие. Навистина имаше голема посветеност од страна на сите оние кои што се пријавија да ја завршат оваа обука, многу успешно го направија тоа дадоа доста добри резултати заради тоа што сите оние, да кажам, испитни моменти кои што беа на крајот од теоретскиот и практичниот дел говорат за посветени личности и многу не радува во Црвениот крст дека ова е една комплетна, да кажам, нова професија која што ја воведуваме во Република Македонија благодарение на Министерството за труд и социјална политика. Се надевам дека веќе во втората фаза и другите провайдери ќе можеме со другите провайдери заедно да го зголемиме бројот на овие персонални асистенти и дека навистина секој лице ќе добие можност да има ваков персонален асистент и со цел да биде многу по-експедитивен во она што значи негова замисла за креирање на сопствениот живот. Бранкица Димитровска, која е корисник на персонална асистенција, вели дека би требало овој проект да се спроведува во целата држава, бидејќи таа има пријатели и во другите градови кои се со телесна попреченост и им треба ваква поддршка. Конкретно јас сум активист на Сдруженијето Полио Плюс, активна сум, значи возам свое возило, ми треба некој да ми ја внесе количката во автомобилот во здружение која имаме проекти на пример на работа, значи за се освен сега за она што рековме за капење или за такви работи, тука е границата кој што реков треба да се знае што е персонална асистенција, образовна или неговател.